Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Пред предстојната градежна сезона повторно е намалена висината на надоместокот за комунали во општина Кочани. Таквата практика, што започна пред неколку години и годинава беше едногласно прифатена од страна на општинскиот совет и ќе трае до крајот на оваа година. Инвеститорите и граѓаните кои до крајот на оваа година во Кочани ќе градат објекти за домување ќе плаќаат за 20% понизок надоместок за уредување на градежното земјиште, односно за комуналии. Едногласна одлука за намалувањето донесе општинскиот совет, при што досегашните предлози кои предвидуваат тоа да трае до крајот на мај, сега е продолжен до 31 декември. Намалувањето на висината на надоместокот за комуналии утврден со програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општината за 2020 се однесува на изградбата на објекти со намена за домување и комерцијални дејности, но не и за викенд куки на пониква. На последната седница на Советот имаше само кратка дискусија во врска со ова. Председателя да се каже точно која е одлуката и во која висина, за да знаат граѓаните зашо станува збор и образложение. Образложение, значи одлуката е намалување на висина на надоместок за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани од 20% до 31.12.2020 година. Намалувањето на надоместокот за уредување на градежното земјиште е практика што се реализира неколку години наназад, а целта е да им се помогне на инвеститорите да ја поевтинат изградбата на своите објекти. Сепак, годинава за прв пат попустот ќе важи во текот на 12 месеци, а од локалната самоуправа сметаат дека тоа нема негативно да се одрази на веќе испланираните приходи во буџетската сметка. Во текот на 2019 година били издадени 60 одобренија за градба, од кои околу 60% се за индивидуално и колективно домување, а останатите за изградба на објекти со стопанска и комерцијална дејност. Општина Кочани го објави повикот за избор на фирма што ќе реализира реконструкција на 7 улици во градот. Се очекува по завршувањето на постапката градежните работи да почнат во март. Локалната самоуправа на Кочани започна постапка за јавна набавка со која ќе се избира изведувач на градежните работи за реконструкција на 7 улици во градот. Поради лошата состојба во која тие се наоѓаат, во програмата за уредување на градежното земјиште за оваа година предвидена е реконструкција на улиците 4-та Македонска бригада во должина од 260 метри, 2 крака на улицата Маршал Тито од 210 метри, Илинденска од 250, Плачковица 190, Костарацин 220 и улицата 9 мај со должина од 570 метри. Јавната набавка ќе се реализира со поедноставена отворена постапка, односно ќе се спроведе со користење на електронски средства преку електронскиот систем за јавна набавка, а ќе заврши со електронска аукција како последна фаза за доделување на договорот. Критериумот за избор е економскиот оператор што ќе понуди најповолна понуда. Доколку работите се одвиваат според планираната динамика и нема пречки при реализацијата на постапката, може да се очекува во текот на март да започнат градежните работи. Според планирањата на општина Кочани во текот на 2020 година, дополнително ќе се реконструираат и улиците Раде Кратовче на потегот од плоштадот до Бавчалукот, Гошо Викентиев во близина на поранешен колор, како и левиот крак на Тодосија Паунов паралелно со веќе реконструираниот десен дел. Гимназијата Лјупчо Сантов во нов проект под наслов Временска машина. Истиот се реализира со финансиска подршка од Еразмус плюс програмата, а деновиве со гостите од 5 европски држави ќе се реализираат првите конкретни проектни активности. Целта на проектот е да развие релевантни основни вештини и клучни компетенции кои ќе им бидат потребни на младите во иднина да успеат во животот и кариерата. Од понеделник па во наредниве 5 дена во рамките на проектот Временска машина, кој се реализира со финансиски средства на Европската програма наменета за развој на образованието Еразмус Плюс во Кочани ќе се одржи проектен настан, краткотрајна размена на ученици и наставници, во кој учество земаат представници на средни училишта од 6 држави: Полска, Кипар, Франција, Португалија, Грција и нашата држава. Активностите се одвиваат со ученици од средното училиште Лјупчо Сантов, каде што пристигнаат 27 ученици и 10 наставници.
Временска машина е проект кој што повикува на рационално користење на современите технологии, начинот на добивање на информации, како и користење во секојдневниот живот, како и во настават. Предпоставам дека ќе донесат многу иновативни моменти, софтверска примена во однос на секојдневната настава, како и вежбање на повисоко ниво на англискиот јазик, запознавање на различни образовни системи, како и култури, традиции, обичаи и трајни пријателства и врски кои што се надеваме дека на нашите ученици и професори ќе ги користат длабоко во иднината. Ваквите проектни активности секогаш се добродојдени за учениците и затоа се поддржани од локалната самоуправа, истакна Томе Солевски, претседател на Советот на општина Кочани. Еразмус проектите донесуваат многу добробит како за учениците, така и за општината. Општината ја поддржува проектот и посакуваме успешно завршување на целиот проект, кој што спомна претходно директор, ќе трае околу 2 години. Основната цел на овој проект е да се развие критичко размислување кај учениците, да се научи како да се прави врски помеѓу идеи и критички да се оценуваат информациите. Се надеваме дека можноста да учествуваме во овој проект и да бидеме домаќини на настанот за нас ќе представува едно одлично искуство кое што ќе ни помогне да развиеме различни вештини кои што понатаму ќе ни помогнат во интернационална соработка. На план имаме да ги слушаме нашите представници од проектните земји, како и нашите ученици, да презентираат за локалната и националната историја, со цел да се запознаеме подобро меѓу себе, но и со историските случувања. Ќе имаат презентации за добри и лоши моменти. Ќе проследиме предавање од историчар во етнокуќата во Кочани. Нашите гости ќе ги прошетаме во Охрид и Скопје, каде што ќе го посетат и Националниот музеј. Секако нашиот проект го прават целосен и посебен сите оние кои што учествуваат во него, нашата координаторка, професорката Весна Кушевска, директорот Игор Христов, сите ученици, професори и секако гостите. Гостите од 5 европски држави пријатно изненадени од гостопримството на нашите ученици и професори. Рекоа дека задоволство им е што работат со ваков тим. Hello, I'm Aleka. Здраво, јас сум Алека Каркалоу, доаѓам од Грција и сум координатор на проектот Временска машина. Целта на проектот е да се стекнеме со нови знаења, да се вратиме во минатото, да искусиме сите тие сличности и различности кои всушност ќе не сближат различните нации учесници во овој проект. Monika, I'm from Poland, Romanowska. Здраво, јас сум Моника Романовска и доаѓам од Полска како координатор на проектот Временска машина. Преку овој проект сакаме всушност ние преку 2-годишно искуство и дружење да се запознаеме со историјата на овие 6 народи кои се вклучени во проектот. Имено сакаме да пренесеме едно знаење на нашите ученици кои нели во иднина ќе бидат запознаени со се она што некогаш се случувало кај нас и во светот. Проектот Временска машина ќе трае во наредните 2 години, период во кој ќе се реализираат повеќе мобилности во сите земји учесници. Подигање на јавната свест за остварување на правата за здравствена заштита, особено кај ромското население, беше тема на театарската представа што се одигра во Кочани, а чиј организатор е невладината организација КАМ Делчево. Невладиното здружение КАМ од Делчево во Кочани организираше театарска представа чија цел е подигање на јавната свест меѓу ромската популација за нивните права во областа на здравствената заштита. Активноста е дел од проектот менување на негативните наративи кај здравствените работници, што се спроведува во неколку општини од источниот регион, меѓу кои и нашата. Проектот е дел од програмата за здравствена заштита, што ја поддржува Фондацијата Отворено општество Македонија. Целта е да се намалат предрасудите и стереотипите кон сите пациенти, посебно кон оние што се од ромската заедница. Драмата има едукативен карактер и има неколку цели кои што сакаме ние да ги испорачаме. Една од целите е да се намалат малолетничките бракови кои што за жал се уште се случуваат. Втората цел е беззаконското наплаќање кај матичен гинеколог. Другата цел е менување на негативните наративи кај здравствените персони, како што реков, и другото е една од меѓу другите цели, како што спомнав и во почетокот, е во самиот проект да
се намали малолетничката деликвенција, односно малолетничките бракови и надри лекарството кое што во последно време се уште актуелно. И наместо да се користат здравствените професионалци, здравствените установи, за жал се уште голем број семејства користат надри лекарства. Зекиров додаде дека целта на проектот е со позитивен пристап да се влие врз промената на однесувањето и наративот кај вработените во здравството кон пациентите. Тоа особено се однесува за граѓаните од ромска етничка припадност, кои не секогаш доволно се информирани или ги знаат своите законски права, поради што се соочуваат и со дискриминација. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Екочани со одговор и реакција на пресод на Општинската организација на СДСМ во врска со стечајните работници. Ви го пренесуваме во целост. СДС. Тоа е партијата за која зборот стечаец никогаш не стана ништо повеќе од материјал за експлоатација. СДС е партијата која пак бесрамно ги користи стечајците кои самата ги создаде за своја политичка промоција. Нема крај на понижувањата во кои секојдневно заглавува партијата која ја изведе најкриминогената и најстрашната приватизација во понова Европа. Само во Кочани на улица останаа преку ноќ 3000 до 4000 вработени. Половината од тие луѓе веќе се заборавени, а другата, најголемиот дел, беа згрижени. Народот гледа, народот знае. Вистината е на секој во глава, а се друго е реклама. Се вели во реакцијата на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Екочани во врска со одржаниот прес за стечајците на Општинската организација на СДСМ Кочани. Следува информацијата од спортот. Фудбалскиот клуб Осогово како гостин играше нерешено на првиот пријателски контролен напревар против Каменица Саса. Подготовките на клубот пред почетокот на пролетниот дел од правенството продолжуваат, а за идната недела е договорен пријателски надпревар со Кожув. Обновениот и подмладен состав на фудбалскиот клуб Осогово викендов го одигра првиот од неколкуте закажани пријателски контролни надпревари пред почетокот на пролетниот дел од правенството во втората Лига Исток. На стадионот во Македонска Каменица, нашата екипа се сретнала со тимот на домашната Каменица Саса и одиграл нерешено 2:2. Домакините први дошле во водство со голот на Здравков во 15-тата минута, па со резултат од 1:0 се отишло и на пауза. Во вториот дел, домашниот тим ја продолжил иницијативата и нападите, што придонело да го зголеми водството во 60-та минута со погодокот на Дзурдзу. Таквиот резултат како малку да ги освестил гостинските фудбалери, пошто и тие почнале со почести напади кон голот на Каменица Саса. Поангажираната игра им се исплатела и веќе во 70-та минута со голот на Паунов жолто-сините успеале да го намалат резултатот на 2:1. 6 минути подоцна дошло до израмнување со голот што го постигнал Краклински по ударот со глава. Тренерот Георгиев на пријателскиот надпревар со каменичани им дал шанса да заиграат на скоро сите фудбалери, па и на оние од младинскиот погон, што пристапија на сениорската екипа. Следниот контролен надпревар Осогово ќе го има в среда на 12 февруари на градскиот стадион во Кочани против екипата на Кожув од Гевгелија.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.